Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме вегетаријански или посен бургер со просо, киноа, зачини, печен млад компир, спанак и едно мало изненадување, затоа гледајте не, јас веднаш почнувам. Денеска, драги мои, ќе направам многу убав, интересен вегетаријански или посен бургер. Ќе употребам сварен наут, кој претходно треба да отстои во вода, може и 24 сата и многу полесно и поедноставно ќе се свари. Имаме просо, имаме и киноа. Просото ќе го ставам во вода да се вари, исто така и киноата. Наутот ќе го сомелам, меѓутоа не многу ситно, да не направиме каша, него да биде баш онака на мали парченца, измелено. Потоа све заедно ќе соединиме и од овие три состојки ќе направиме одличен бургер со додаток на кромит, на зачини и така натаму. Со нив ќе имаме убав млад печен компир, печурки. Имам од минатите емисии, од една од минатите емисии многу убаво пире од граф што го направив, си го зачував затоа што и вие дома кога нешто ќе остане убаво уредно спакувајте го и ставете го во фрижидер на максимум 4 целзиусови степени. Во просото и во киноата ќе додадам малце сол. 15 минути им се потребни, потоа оставете ги поклопени, убаво да набаврат и све ќе биде како што треба. Ајде сега. Супер. Зачини можете да ставите по ваша желба. Оно што вие го јадете, за да ви биде секако на крај вкусно, тоа е и поентата на готвењето. Ете така, супер, ова е готово. Сега ќе го вратам во садот. Штом бидат просото и киноата готови, ќе ги оладам и ќе ги измешам убаво. Еве структурата како треба да биде, значи не скроз сомелено. Ќе уклучам огнот и земам една главица кромит, многу ситно ќе ја исецкам и убаво на масло ќе ја испржам. Малку да карамелизира, за да дадем еден дополнителен вкус кој сите го сакаме. Правиме интересен оброк кој ќе биде навистина доста хранлив и ќе бидеме сити. Меѓутоа, што и да правиме за јадење, дали постиме, дали не постиме, треба секогаш да се внимава на количината, затоа што ако јадеме премногу, сигурно дека нема и тоа да биде многу добро за нас. Него мора секогаш умерено и многу е важно да јадеме неколку пати во денот, ама не многу. Едноставно да го заситиме организмот и да имаме доста движења. Доволно е да се прошета час и половина, за да добиеме повеќе енергија и добро да се чувствуваме. Промидот убаво си се пржи. Сега ќе го исклучам огнот и ќе зачинам. Ќе додадам црвена пиперка, ќе додадам малце ким, едно чешне лук, што убаво замирисам. Едно гранче рузмарин, олкаво само половина, затоа што многу ќе биде јак вкусот ако додадеме повеќе. Ако ќе додадеме малце од зачинот, тогаш нема да преовладува, него само ќе го надополни вкусот, што е всушност и многу важно. Додека тоа таму си се пржи, еве киноата скоро е готова. Јас ќе ги средам компирите, ќе ги сечеме на половина. Ќе ги ставиме во огноотпорно тавче, температурата на местата е на 250 во рерната.
Ќе им додадеме масло, сол, зачин по ваша желба, може малце рузмарин и ќе ги ставиме да се печат. Го уклучам ова тавче. Ќе направам денеска и една смеса од Макдонос со масло, со лимон и зачини. Тоа ќе биде како прелив од озгора, да го надополни нели вкусот. Киноато уште малце. Малце масло. Сега убаво ќе ги намастам сите компири, затоа што, пати сум кажал, маслото е најдобар спроводник на енергија. И кога нешто печеме во режна, да биде намастено, за да биде добро испечено. Сега ќе ги посолам. Гранчиња од рузмаринот. Сосема доволно ќе добиеме еден убав класичен печен компир. Меѓутоа претходно мора и да го свариме за да го убрзаме процесот. Тоа значи дека денеска можеме да го свариме компирот, да го оладиме, да го ставиме во фрижидер, а утре да го испечеме. Киноата е готова, ја трнам на страна, а за тоа време ќе почнам да ги правам печурките. Печурките ќе ги сечам на половина и користам почесто за време на постот, затоа што имаат еден умами вкус кој го наликува на месо и тоа вистински ми се допаѓа. Сосема доволно ќе бидат овие. Малце масло. Сега ќе ги оставам да се пржат. За маслото што ви спомнав, во блендер ќе додадам Макдонос. Додадам лимон малце. Две лукчиња, две чешњиња, лук и додадете масло. И оставете го сето ова убаво да изблендира. Одлично. Сол малце да додадам. Сега ќе го ставам да се исцеди. Ставив 2 цедалки, за да останат во нив оние парченца од Макдоносот кои се покрупни, затоа што ми треба баш чисто зелено масло. Со мало лажиче, мешајте во цедалката многу внимателно. Не заборавајте дека е масло, затоа што на сите страни може да испрска ако не внимаваме, да ви отвори дополнителна работа и да ве направи лом. Одлично. Сега ќе го оставам на страна, јас ќе си продолжам да си работам, тоа нека се процедува. Треба малце време, што е нормално, нели? Еве ги печурчињата одлично излегува. Прво, во тапчето во кое што го запржив кромидот, ќе ставам од наутот. Во него ќе додадам просо. И од киноата. Едноставно, богат, протеински бургер ќе направиме. Откако се добро ќе соедините,
Пробајте за сол. Фали уште малце. Сега ќе му додадам и малце бибер. И како што кажам, во оваа смеса можете да додадете се што вие сакате да јадете, меѓутоа морате да внимавате и дали сето тоа одговара, нели? Сега ќе го измешам, ќе го оставам малце на страна да примат сите зачини и ќе направам мали бургери. Печурчињата си се пржат. Ќе додадам само сол и ќе ги оставам на тивко да си динстаат, а во друго тавче запалам оган. Откако ќе се загрее, ќе додадам малце масло и ќе го ставам спанакот убаво да се испржи, да омекне комплетно. Ставете го на среден оган полека да го намали волуменот. Штом го намали волуменот, веднаш префрлете го во друг сат. А за тоа време, јас ќе пробам да направам и бургери или мали плескавици од оваа преубава и превкусна смеса. Оформете ги убаво. Ако сакате големи бургери, пергамент хартија, ставете одоздола малце масло и ставете од смесата за да добиете големина колку што сакате вие. Еве како ги изгледаат. За многу кратко време, за половина час или еве 40 минути ќе имате комплетен оброк за сите вас дома, кој ќе биде многу здрав. Спанакот е готов. Сега во истото тавче ќе додадам масло и во него полека ќе ги пржам овие убави вегетаријански бургери. За оние кои постат без масло, многу едноставно. Загрете арерната на 200-220 степени, во огноотпорно тавче ставете пергамент хартија за печење и наредете ги едно до друго со растојание од неколку сантиметри и ставете ги да се испечат додека не фатат убава кора од сите страни. Ајде сега да видиме дали ова е доволно загреано, уште малце му фали. Че ако ставиме кога не е загреано, ќе прими многу масло и тогаш нема да бидат убави. Додека тоа таму си се грее, еве што излезе од Макдоносот, ова исто така не го фрламе. Сега ќе го додадам во печурките. Печурките се одлично испржени. И од кога ќе го ставите Макдоносот што остана од маслото што го правевме, нема да го враќате на оган затоа што ќе изгори и нема да биде добро. Има и друг начин како се прави ова масло. Макдоносот можете да го ставите во длабока вода да се обари, да омекне, а потоа да го додадете во блендер. Меѓутоа, на овој начин свеж Макдоносот има поубав, и поинтензивен вкус и арома, затоа што навистина има лукче, има лимон, има се што треба за да можеме да добиеме масло со вкус на Макдонос. Ајде сега да видиме. Еве ги сега добри. Маслото е одлично. Само внимавајте да не се изгорите кога ги ставате. Секогаш на таа страна спуштајте одлично е да видам и компирите се готови. Шубаво мириса млад компир. Ставете ги да се испржат убаво. Ако ги спремате денес,
сакате да ги јадете утре или задутре. Слободно од како ќе ги направите, ставете ги на една тацна, покрите ги со најлонска фолија и замрзнете ги во фрижидер. Кога ќе сакате да ги испржите, извадете ги 20 минути на собна температура, а потоа испржите ги во длабоко масно. Доколку смесата при пржењето ви се распаѓа, слободно ставете една лажица брашно и убаво измесете целата смеса, нека отстои малце, а потоа направете ги ќофтињата или бургерите и нема да сгрешите. Сега да земам едно тањирче, во него ќе додадам хартија или бришач за раце и ќе ги извадам ќофтињата да се иседат од вишокот маснотија. Многу вкусно, многу едноставно, можете да искомбинирате, како што ви кажав, со зачини кои вие сакате да ги јадете и све да си биде перфекција. Едноставно, јадењето е уживање, а храната е среќа. Сега, ајде да сервираме полека. Ова ќе биде една фамилиарна убава порција за мерак. Ги додадеме печурките. Додадеме малце рукола, зеленко. Ги ставам ќофтињата. Овие не смеам да ги заборавам да ми изгорат, затоа што се навистина многу вкусни. Се допаѓа. Ќе го додадеме спанакот. Компирите добри се. Дадеме малце сумак, дадеме малце семе од коноп, малце сварен наут и тоа е све за денеска, драги мои. Погледнете каква убава, здрава порција која ќе не држи долго време сити ако изедеме, пример, 2 бургерчиња, 5-6 компирчиња од печуркице, малте од сосот и секако можете да купите и интегрални лепчиња кои можете да ги подпечете и овие мали бургерчиња да ги ставите во нив и да им дадете на вашите дечиња сладко да си се наручкаат. Тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви се допадна и дека вистински уживавте во денешната емисија. Печурки направени на класичен начин, а до нив киноа, просо, спанак, компири и вегетаријански бургер. Одлична фамилиарна порција, направете и вистински уживајте во неа.
Меѓу време да ве потсетам да го посетите нашиот сајт или нашата веб продавница 4сезони.мк и да си одберете се што ви е потребно за да може да сготвите убава, здрава храна за вас и за вашето семејство. И како и секогаш, така и денес да ги поздравам моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова, кои се грижат за мене постојано да бидам во одлична форма. Ве поздравувам и вас, драги мои, и ви посакувам пријатна вечер.